Градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев и министерката за труд и социјална политика Јагода Шакпаска денеска во Скопје го потпишаа договорот за грант за развој на социјалните услуги на локално ниво. Новиот меѓуопштински проект за социјални услуги подвижност, кој ги опфаќа и општините Зрновци и Чешиново Облешево, ќе се реализира со општинската организација на Црвен крст Кочани. Целта на проектот е да се унапредат социјалните услуги, за што ќе бидат ангажирани 16 обучени лица, кои ќе испорачуваат услуги на 40 стари и изнемоштени лица. Проектот е одобрен од страна на Министерството за труд и социјална политика, а ќе се реализира со вкупен буџет од 9,5 милиони денари, средства обезбедени од Светската банка. Според градоначалникот Николчо Илиев, многу е важно што Министерството ја препозна потребата од грижа на повозрастните, а со овој проект ќе имаат можност да се даде услуга во домовите на корисниците. Досега вакви услуги се испорачуваа преку проектот мобилен сервис за домашна посета, а сега се проширува и подобрува услугата која што е повеќе од потребна. Проектот е конципиран во две временски етапи. Во првиот дел, периодот до воспоставување на услугата, ќе се формира канцеларија на социјални услуги, од каде ќе се координира работата на сервисниот центар. Подготвителниот период ќе се искористи за обуки на давателите на услугите. Со проектот подвижност ќе се обезбеди и возило за реализација на услугите. Вклучувањето на корисниците ќе оди со посредство на Центарот за социјални работи во Кочани. Стручните служби ќе утврдат потребата и време траење за користење на услугата со претходно мапирање на терен и анализа на потребите на целната група. 1.836.000 денари од вкупниот буџет се наменети за реализација на активности во подготвителниот период, а во периодот на испорака на услугите максималната граница е определена на 7.680.000 денари. Општина Кочани ќе учествува во проектот со свои средства во износ од 388.900 денари.